Добро вечер, Карпош. Добро вечер, драги сограѓани, почитувани пријатели. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за сите наши подржувачи. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија, победничката коалиција. Драги пријатели, останаа уште 15 дена до големата победа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Уште 15 дена до ставање на крај на она што 2,5 години Заев, Шекеринска, СДСМ и го прават на оваа држава, на овој народ, на овие граѓани. Тоа малтретирање, таа криза. Драги пријатели, исклучително е важно кризата да заврши. Кризата ќе заврши само со 63 пратеници на ВМРО ДПМН и на коалицијата за подобра Македонија. Тоа треба да го знаеме. 63 пратеници, 63 места во парламентот се главната гаранција за завршување на кризата во Република Македонија. Главната гаранција дека Зоран Заев и неговата банда нема да продолжат да ја дестабилизираат Македонија. Нема да продолжат со нивните игри, со нивните манипулации, со нивните очекувања дека некој од горе ќе дошол, како што пишува тој во СМС порака, и ќе го ставил за премиер. Ако некогаш било потребно 63 пратеници за ВМРО и за коалицијата, пред се заради Македонија, тоа е сега на 11 декември. Драги пријатели, се изнаслушавме од лидерот на опозицијата, од Зоран Заев, во минатите години, се и се што. Слушавме и како ќе ја виткал кичмата, како Македонија требало да ја свитка кичмата. Тоа беше во однос на името, нели, дека во однос на името, тоа е негова изјава, треба да ја свиткаме кичмата. Слушавме како ќе ги отпуштал, кога ќе дошол за премиер, сите, од чистачка до директор. Па што му се криви чистачките на Заев? Што му се криви службениците? Што му сгрешиле? Тој гнев што го носи во него, нема никаде да го однесе. Тој гнев му ги носи поразите. Гневот не носи добро. Затоа, драги пријатели, го слушам деновиве, има една нова теза, дека ние сме биле националисти и дека бидејќи сме биле националисти, сега ние сме измислувале некои работи што тој сам се ги збори. Значи, нити го теравме да збори, нити го теравме трибини во Швајцарија или не знам каде, сам си зборува човекот, сам си држи говори, сам си кажува тези, сам си напишал тој памфлето што го напишал, еден куп работи внатре. Сега Никола Груевски е виновен, ВМРО е виновно, не знам кој е виновен, сите бил виновен и така натаму. Драги пријатели, видовме што е планот. Уште кога кажа кичмата дека треба да се свиткува. Уште кога ги наброја сите други работи во овој период, што биле неговите планови, односно планови на некои други. Тоа се планови со кои што сакаа да ни го урна со животот. Ние си имаме тука со живот. Стече вели имаме во Карпош. Имаме и повеќе од Карпош, имаме и во Македонија. Во секоја мултиетничка средина, во секоја мултиетничка држава, понекогаш ќе се јават некои несогласувања, некои различни мислења, меѓутоа преку диалог се решаваат. Во оваа држава, на овој простор, на овој географски простор, со векови сме живееле заедно и македонците, и албанците, и турците, и ромите, власите, бошњаците, сите останати, и немало некои поголеми проблеми. Но некој однадвор сега сака нешто да промени, да внеси црв, да направи проблеми, да ни го растори со животот. И затоа сега измислија теза, ние сме биле националисти. Не знам како можеме да бидеме националисти ние од ВМРО ДПМН кога сме 10 години во коалиција со албански партии и кога моравме заради мнозинство во парламентот и кога не моравме, кога имавме 63 пратеници, например во 2008-та. Но ние ги почитуваме албанците и затоа земавме албанска партија да биде во власта, за да може заеднички да ги следиме и исполнуваме и потребите на албанците. Кои националисти сме ние? Кога имаме
мнозинство во парламентот, зимаме коалиционен партнер со нас да биде во владата, за да излеземе во пресрет на сите барања на албанците и да бидеме во поблиска комуникација со нив. Тогаш ли бевме националисти? Националисти бевме кога дававме, ги зголемувавме субвенциите за земјоделците и не ги двоевме никој. И македонци, и албанци, и турци, и роми, и срби, и власи, и бошанци, сите добиваат исто во оваа држава. Од нашите реформи, од нашите мерки, од нашите дела, од нашите проекти, секој добива. Не ги делиме луѓето на ништо. Не ги делиме ни по вера, ни по нација. Затоа што сите сме граѓани на оваа држава. Независно кој што е по етничка или верска припадност. Тогаш ли бевме националисти или кои ги зголемуваме пензиите на пензионерите, па се зголемуваат и на македонците, и на албанците, и на турците, и на ромите, и на сите останати. Или кога се зголемува социјалната помош, тогаш ли сме националисти? Кога на секому подеднакво, не делејќи го по ништо, па ни по етничка припадност, овозможуваме се што може да овозможи државата. Кого лажи тој? Кого сака да замае дека ВМРО во обидот и коалицијата да го сопре тоа сценарио со кое што сакаат да ни внесат раздор, со кое што сакаат еден ден, можеби не утре, можеби не заутре, но во еден период помеѓу 4-5 години и 15 години чекор по чекор да ни ја разнебита државата. Значи, ако се бориме за својата држава, ако сакаме оваа држава да обстани во собствените граници, да биде суверена, да биде држава која што ќе биде унитарна, а не распрчена, тогаш сме националисти. Националист ли бев јас кога удрија поплавите во Шипковица, кога прв отрчав горе да им помогнам на луѓето со цели екипи со мене донеси. Ги двоев ли тогаш? Не знам ли јас кој живее во Шипковица? Или во Мала Речица, во Голема Речица и во ред други места каде што сум бил да помогнам, да излезам во пресрет. Затоа што тие се наши граѓани. Кого замајува? Изигрува инструмент на туги интереси. Сака да спроведе туги сценарија, не размислувајќи што ќе направи на државата, што ќе им направи на луѓето, на граѓаните, на македонците, на албанците, на сите останати. Сака да не внеси во една голема белја, да не знаеме после како да излеземе. Да даде шанса на радикалите да се надаваат после кој кантон што ќе прави, кај ќе излезе и кај ќе оди. Тоа ли го посакува? Зошто? За да стане човекот премиер. Не разбира дека народот е тој кој што одредува кој ќе биде премиер. Драги пријатели, сакам да ви кажам една работа. Тој што си ја почитува својата нација, тој знае да ги почитува и другите нации. Тој што не ја почитува својата нација, не очекувајте од него да почитува друга нација. Тој што си ја почитува својата вера, независно дали е муслиман или христијанин, тој знае да почитува и туѓа вера, и луѓе со друга вера, да ги респектира, да ги почитува. Тој што својата вера не си ја почитува, не очекувајте да ги почитува луѓето од друга вера. Заев не си ја почитува својата нација. Заев со својата нација игра мајтап, игра сценарија. Заев се однесува неодговорно кон својата нација. Немојте да мислите дека ќе се однесува одговорно кон другите нации, кон другите етнички заедници. Ако ја лаже својата нација, ќе ги лаже и другите. Ако ги лаже луѓето од својата вера, ќе ги лаже и луѓето од другите вери. Човек што лаже, лаже. Човек што не почитува, не почитува. Човек што почитува, почитува. Може би некојаш нешто ќе пропушти, ќе сгреши, но генерално почитува. Тоа секогаш сите треба да го имаме на ум. И македонци, и албанци, и турци, и роми, и власи, и бошаци, и сите останати, и срби, и така натаму. Националисти ли сме ние што во нашата коалиција имаме партии бошњачки, турски, ромски, српски, од сите етнички заедници, влашки, што во нашата партија членуваат албанци, доаѓаат по митинзи, сега ги гледа во аеродром. Тоа ли сме националисти? Кого замајува Зоран Заев? Се нафатил за работа за која што не требало да се нафати, гледа дека ја нема поддршката од народот,
ајде сега ќе спроведува сценарија без да помисли што ќе се случи во земјата потоа. Без да го стави прстот на челото и да рече што правам, што ќе му направам на овој народ, ќе го закравам. Ги закравив македонците меѓу себе, сега ќе ги закравам и македонците со албанците. Драги пријатели, јас сум македонец. И јас сакам да им порачам на сите албанци. Секој албанец кој својата иднина ја планира во оваа држава, со овие граници, во унитарна Македонија, ме има за сојузник и мене, и ВМРО-ДПМН, и оваа коалиција со нас. Ние се грижиме за сите подеднакво. Градиме водоводи во македонските средини, градиме водоводи во албанските средини. Градиме канализациони системи во македонските, градиме во албанските. Градиме во турските, градиме во ромските. Како што во Шуто Оризари сега градиме водовод кој треба да се заврши следната година. Градиме патчиња, локални или било какви, градиме насекаде. Нека не ги залажува луѓето дека сме биле вакви или онакви, самиот не е свесен што спроведува и во каква каша ќе ја донеси Македонија. И не е случајно ние кои што целосно бевме подготвени оваа кампања да ни се базира исклучиво на економија и на областите поврзани со економија, што сега толку внимание посветуваме на ова. Затоа што знаеме што следува. Затоа што знаеме и гледаме малку подалеку од Куку Зоран Заев. За сите. И за македонците, и за албанците, и за сите нас. Затоа што сакаме оваа земја да остане цела, да останеме заеднички во неја да живееме и заеднички да станеме членки на НАТО и на Европската Унија. Тоа е нашата цел. Да ја зајакнеме економијата, да ја намалиме невработеноста, да одиме напред заеднички сите, а не да бидеме поутрони на нечии сценарија, не да извршуваме нешто што и самите не знаеме што ќе биде, зошто за да добие неколку години мандат премиер. Не ја бива таа. И овој народ ќе се свести. Не само македонците, ќе се свестат и другите, и албанците, и турците, и ромите, и власите. Гледаат тие како работиме во овие години. Гледаат сите колку даваме се од себе, секому да му помогнеме, не делејки ги луѓето според етникум и според вера. Почитувани пријатели, гледам на овие избори, како и преходно, ни продаваат приказна и ни продаваат, се обидуваат на народот да му продадат нешто што одамна го има. Слобода и демократија. И затоа не им врви работата. Неколку изборни циклуси поред истата песна. Ке донеле слобода, ке донеле демократија. Ке дојдат изборите, губат. Па ке дојдат избори, ние ке донесеме слобода и демократија. Па која слобода и демократија тие ќе ја донесат? Која беше слободата и демократијата кога тие беа на власт? Зар не мисла дека народот ќе се сети и ќе помисли, чекајте луѓе, што беше различно од она, што имаше повеќе слобода и демократија од времето кога СДСМ беше на власт? Што е различно во тоа време од сега? Напротив, различно е што има многу повеќе и слобода и демократија. Која демократија е нема кога човекот соработувајќи со странски служби емитува креирани материјали, ги емитуваат сите телевизии во живо и немало демократија? Кого замајува? Една плоча е верва цело време. Драги пријатели, затоа ние мораме да останеме посветени на она што е наша главна цел, главна стратегија и она за што народот најмногу не бира. А тоа е да го подобриме квалитетот на живот, да им ги решаваме проблемите. Никогаш не сме ветиле дека сите проблеми ќе ги решиме. Тоа од мене никој не го слушнал. Но можеме да решиме многу проблеми. Наспроти нив, кои ниту решавале, туку само создавале, ниту ќе решаваат. Ние решивме многу проблеми, направивме многу работи, ја придвиживме државата. Ја придвиживме во правец во кој што го посакуваа мнозинството граѓани. Ја намаливме невработеноста од рекордните во Европа 38,7 во 2006-та. Значи во Европа во 2006-та немаше држава која има поголема невработеност од Република Македонија. Бевме број 1 во Европа. Да не е Африка, веројатно и во светот би биле број 1, но претпоставувам во Африка има бетар. Сега и покрај тоа што поминавме низ многу тешка светска економска криза, па европска должничка криза, со сите удари што ни беа зададени заради губењето на пазари, намалување на нарачки за извоз
и така натаму, намалување на инвестиции. И покрај политичката криза на Заев, невработеноста стигна до 24. Тоа не е доволно. Треба уште да ја намалиме. И ќе ја намалиме. Со завршувањето на оваа криза, а завршувањето ќе биде сигурно со 63 пратеника во парламентот на оваа коалиција и ВМРО-ДПМН. Ќе отвориме, како што отворивме 160.000 работни места, нови работни места, ќе отвориме нови 70.000 работни места за 4 години. Ќе ве посетам дека кога влеговме во владата, во Македонија имаше вкупно вработени 560.000. Толку луѓе беа регистрирани дека работат. Толку луѓе работеа. Другите не работеа, или немаа работа, или беа пензионери, или беа во оние што се работно неспособни, например малолетници или слично. Денеска во Македонија работат над 720.000 луѓе регистрирани и вработени. Тоа е она што бега СДСМ и затоа одат соопшти фоскули, затоа ние сме биле националисти, затоа ние сме биле вакви, онакви, навреди, лични, спуштање на нивото колку што можат, за да не навлечат и ние да го спуштиме нивото, да почнеме да се навредуваме како тие што го прават кон нас тоа и да ја заборавиме главната поента и народот да заборави кој што прави во оваа држава. Додека тие беа на власт, невработеноста растеше во Македонија постојано. Откако дојде ВМРО-ДПМН и коалицијата, секој квартал од 2006-та, откако влеговме во владата, невработеноста опаѓа. Некогаш за 0,1, 0,2, 0,3, некогаш за 0,5, некогаш за 1% во еден квартал, некогаш и повеќе. И во кризи, и во некризи, и во кризни времења, и во некризни времења. Не застанавме. Бевме упорни и упорни во борбата да се создаде добра бизнис клима, да се привлечат инвеститори и да се охрабрат домашните инвеститори, да отворат нови работни места. И успеавме во тоа и доправа ќе успеваме. Сега тргна. Сега се поставени работите во права насока, на чини. Нема назад. И не смееме да дозволиме некој да ги тргне. Драги пријатели, дури и во овие 2,5 години на криза што е направи Заев, имавме поставени толку добри основи, што од тие 160.000 нови отворени работни места, само во овие 2,5 години се 39.000 ново отворени работни места. Значи во време кога целосно се обидува да не дефокусираат, кога секојдневно имаше демонстрации, па сакаа да влегуваат во нашиот штаб, па во владата, па фрлаа бои, камења, шипки, удираа полицајци. Ние паралелно се справувавме со тоа и паралелно не застанавме да работиме, да привлекуваме инвеститори, да ги убедуваме тука да дојдат во Македонија, да ги вработат нашите луѓе, нашите граѓани. И во Скопје, и во Битола, и во Штип, и во Тетово, каде што се отвори Леар и веќе вработи 500 луѓе, а ќе дојде до 2.500 вработени, и во Охрид, и на секаде низ Македонија. Секаде се обидуваме да однесеме инвеститор, за да сите краишта на Македонија почувствуваат привилегии, бенефити, користи од новата политика. Драги пријатели, во овој период успеавме, како никогаш пред нас, да ги покачиме пензиите на пензионерите. И тоа, просечната, има различни пензии, 3 категории различни пензии. Просекот на покачени пензии, просечната пензија е покачена за 70%. Најниските, оние што имаат најниски пензии, 90%. Сега, меѓу 1 и 5 декември, кога ќе ги земат новите пензии, со ново покачување од 5%. Планираме уште 2 покачувања по 5% во следниот мандат, вкупно 10,25%, најмалку, ако можеме и повеќе, но најмалку уште толку. Драги пријатели, изградивме 74 нови и реконструиравме 400 основни и средни училишта. Кога СДСМ изградил толку училишта? Направивме буџет за образованието кој што е над 72% поголем отколку што беше во време на СДСМ. Овозможивме бесплатно средно образование. Никој веќе не купува книги за децата, затоа што ги има бесплатно ги даваат во училиштето.
Бесплатен транспорт за оние деца на кои што им треба да ги однесат од село во град или од село во село. Преведовме и испечативме 1000 стручни и научни книги од 10 највисоко рангирани универзитети во светот за нашите студенти да учат од нив, да учат од најквалитетното, од најнапредното во науката, да учат од она кое што е најмодерно и каде книги што ги напишале професори кои што се меѓу првите во светот. Направивме проекти, го спроведовме за набавка на 80 лаборатории, ги сместивме по универзитетите, да ги користат и студентите, и асистентите, и професорите, но и бизнисот. Кога СДСМ купиле лабораторија? Се сеќавате ли на такво нешто? Би се смееле ако им кажеме дека треба тоа. Се грижиме за сите сектори, за сите области, за секој човек. Извозот минатата година достигна рекорд во историјата на Македонија. 4 милиарди и 50 милиони евра. Во време на СДСМ и извозот и увозот заедно беа толку. Значи 4 милиарди и нешто беше увоз и извоз заедно, при што увозот беше поголем од извозот. Сега само извозот минатата година е 4 милиарди и 50 милиони евра, а годинава ќе го надминеме и тоа. На добар пат сме, според статистиките што ги гледам, да имаме нов историски рекорд во извозот на Македонија. Социјалната помош ја зголемивме за 70%. За 70%. Бизнис климата. Бевме 94 во светот. Не можевте да не најдете на ранг листата. Кога ќе се објавеше ранг листа, барај, каде е Македонија? Сега сме 10 во светот, меѓу првите 10, значи топ 10. Во нашата група се Америка, Англија, Шведска, Норвешка, Данска, Хонг-Конг, Сингапур. Тоа се земји кои што се во нашата група од топ 10. Пети во Европа. Пред нас се само 4 земји. Шведска, Данска, Норвешка и Велика Британија. Сите други држави на континентов Европа, според условите за правење бизнис, според Светската банка, не според било кој, според Светската банка се зад нас. Тоа некој го изработи. Тоа не падна од небо. Тоа не дојде од демонстрации по улиците и шарање на спомениците и на зградите. Заканување, напаѓање полицајци. Тоа дојде затоа што некој работеше на тоа, беше посветен, денонокно беше посветен, чекор по чекор се направи. Ако било лесно, ќе го направија многу други. Но веројатно не е баш така лесно. Драги пријатели, го укинавме и данокот на добивка за микро и мали бизниси со приход до 3 милиони денари. Направивме држава која што беше релативно со високи даноци. Спаѓаше во група на земји со високи даноци. Бизнес Инсайдер е издание на Светскиот економски форум од Давос. Тоа е најпознатата економска конференција што еднаш годишна во јануари се одржува во Давос. Тие имаат едно издание што се вика Бизнес Инсайдер, кое што е ултра сериозно и кое што ги рангира државите меѓу другото и по тоа кој има најниски даноци. Број 1 во последното издание оваа година за најниски даноци на планетата е Република Македонија. Па што сакате повеќе од тоа? Што сакаат компаниите, бизнисмените? Бюрократијата максимално се намали, бизнис клима 5 во Европа, 10 во светот, најниски даноци на планетата. Јас искрено да ви кажам, мислев дека не сме во конкуренција со оние држави што имаат нафта, газ и така натаму како Катар, Обединети Арапски Емирати, Саудитска Арабија. Дури мислев дека кај нив и воопшто нема даноци, затоа што имаат толку прилив на пари од нафта и од газ, што таква представа имав. Испадна дека број 1 е Македонија, број 2 е Катар, број 3 е Обединети Арапски Емирати со толку нафта, со толку газ. Епа и тоа требаше некој да го изработи во овој период. Или да решиме со лековите. Додека беше СДСМ на власт, постојано се зголемуваат цените на лековите. Дали некој од вас се сеќава да се намали цена на лек, да се намалила во време на СДСМ, во време на ВМРО ДПМН, во овие 10 години? 10 пати се намалија цените на лековите. Значи, точно 10 пати, не е коинциденција 10 години и 10 пати. Точно 10 пати, во 10 наврати, вршевме намалување на цената на лековите. 4700 лека
им се намали цената и знаете што? Пребројавме, израчунавме. Според потрошувачката колку е годишно просечна и така натаму. Точно 33 милиони евра годишно граѓаните плаќаат за лекови од тоа што го плаќале пред тоа. 33 милиони евра остануваат во джебовите на нашите граѓани, наместо во джебовите на фармацевските олигарси блиски до СДСМ. Подобро е кај граѓаните да останат, нели? Затоа што и тие олигарси имаат и вака имаат добра заработка, не се зажалени. Еве ги, никој од нив нити затворил, нити си заминал. Си работат, пак си имаат профит, ама некој сакал пред тоа да имаат екстра профит. Некој сакал тој екстра профит некако да си го подели. Не, сега се подели кај граѓаните. Во нивните джепови 33 милиони евра годишно повеќе. Драги пријатели, набавивме и 70 нови современи амбулантни возила за идна медицинска помош. Изградивме прв пат државна кардиохирургија. 20 години се збореше за државна кардиохирургија, седнавме, се договоривме, најдовме начин, ја направивме, топ функционира. Понатаму, овозможивме легализација за бесправно изградените објекти. Легализација популарно речено на дивите градби. Пред тоа луѓето стравуваа, ќе ми ја сушат ли, нема ли да ми ја сушат. Кредит не може да земе, да ја заложи не може, да ја наследи неговото дете не може, да догради, да направи нешто. Најдовме начин, се легализира имотите, се легализираше и откупот на земјиштето под објект и дворно место и еден куп такви други помошти на граѓаните да им се излезе во пресред. Бевме 25 години во тешки времења, секој се снајал како што може, редно беше да им се помогне. Имавме светска криза, имавме европска должничка криза. Правевме се што можеме и некако успеавме да бидеме меѓу земјите со најмалку удари од таа криза. Но на крај се сетивме и на народот и на граѓаните. Рековме, најсиромашните останаа со многу долгови. И затоа, како одговор на таа светска и европска должничка криза, пред 2 години спроведовме и проект за еднократен отпис на долгови. Помогнавме да се отпишат долгови на 15.000 семејства и не ги делевме на македонци или на албанци или на роми или на турци, бошнаци, срби, власи и така натаму. За сите под еднаков закон. Луѓето заштедија 30 милиони евра долгови. Ке им доаѓа извршители, ке им ги земеа на некој начин тие пари. Порано или подоцна. Така работи ВМРО ДПМН. Така работи оваа коалиција. Така и ќе продолжи да работи. Така и предвидуваме во новата наша програма. Силно темпо на работа, многу проекти, многу новини и многу работи со кои ќе се подобри квалитетот на живот. Еве, например, една од новите работи е изградбата на комплексот клиники Мајка Тереза. Веќе ги добивме сите потребни документи, сите потребни дозволи. Заедно со Банката за развој при Советна Европа се отвори меѓународниот тендер за избор на изведувач и за избор на оној што ќе врши надзор, така што некаде крај на јануари или во февруари, најкасно март, треба да започне градбата на една огромна зграда во која ќе биде сместени огромен број на клиники, изградена по најсовремени стандарди. За неа ќе потрошиме, ќе инвестираме 70 милиони евра. А се заедно за тој комплекс, бидејќи ќе има и комплетно нова опрема, комплетно нови апарати за здравството и друга модернизација, се заедно инвестиција вредна 128 милиони евра за терцијалното здравство во Република Македонија. Бидејќи заради природата на нештата, некои од клиниките ќе останат надвор од главната зграда. И таму предвидуваме реконструкција, и таму предвидуваме реновирање. Како што е кардиологија, која што ќе остане во сегашната зграда, но ќе добие темелна реконструкција. Како што е клиниката за инфективни болести и уште неколку други клиники, хирургиите и така натаму. Се планира исто така темелна реконструкција на Стара Градска и темелна реконструкција на 8 септември, болницата 8 септември. Во новата програма, освен што се предвидува дека ќе ги завршиме трите нови автопати, што се градат, едниот, оној према Демир Капија Смоквица, ќе биде до нова година завршен, сигнализацијата после до мај ќе се поставува. Вториот кон Штип
негде втора половина на 17-та и третиот Кичево Охрид на почеток на 18-та. Освен овие три, започнуваме со градба на 3 нови автопати. И тоа од Гостивар до Кичево, за да може целиот пат до Охрид да биде автопат. Тоа не е само за охриѓани, тоа е за сите од Македонија кои одат кон убавиот Охрид. Тоа е за сите туристи, и за странски, и за домашни. Исто така, патот Скопје-Блаце и патот од Требеништа до Струга, сите три ќе бидат автопати. Предвидуваме и градба на нови 18 училишта. Во следните 4 години со реконструкција ќе бидат офатени нови 140 училишта. И за тоа ќе се инвестираат нови 30 милиони евра. А предвидуваме изградба на најмалку 78 нови спортски сали во Македонија. Ќе инвестираме и во современ електронски систем за образование, кој ќе содржи интерактивни училници, опремени со компјутери, со интерактивна табла и пристап до интернет. Инвестиција во првата фаза која ќе чини 17 милиони евра. За студентите ќе овозможиме вработување на 4-часовно работно време преку мерката part-time, со ослободување од плаќање придонеси, а при тоа нема да го изгуба статусот на редовен студент. Дополнително ветуваме и вработување на најдобрите 100 студенти од јавните универзитети во Македонија веднаш по нивното дипломирање. Ветуваме исто така отворање на 140 нови детски градинки. Ветуваме дека минималната плата во Македонија ќе расте секоја година и до 2020 ќе достигне 14.000 денари. А во делот на текстилот и кожарската индустрија 13.500 денари. Ветуваме дека ќе растат пензиите за најмалку 10,25% во следниот мандат. Платите во јавниот сектор исто така за најмалку 10,25%. Социјалната помош за најмалку 50% за оние кои им е најпотребна социјалната помош. Предвидуваме и субвенции за набавка на електрични возила. Драги пријатели, денеска веќе е јасно дека светот оди кон електрични возила. Прво заради еколошки причини, второ заради бучава и заради многу други причини. Заради тоа што и помалку се расипуваат и така натаму. Македонија е се уште назад во тоа. Може на прсти да се избројат колку електрични возила има. За неколку години од сега ќе ги има многу. Затоа што предвидуваме прво да нема царина за електричните возила, за увоз. ДДВ-то доди од 18 на 5%. Да нема акцизи и секој кој ќе купи електрично возило до 20.000 евра, да добие 3.500 евра субвенција од државата, а над 20.000 евра возило да добие 5.000 евра субвенција од државата. Покрај ова, ни цела Македонија ќе овозможиме поуначи за возилата, по бензинските пумпи, по катните гаражи, по паркинзите и така натаму. Значи ќе има целосна инфраструктура, не само да ги купат луѓето колите, па да мораат само на утикач да ги полнат по 10 сати, туку да има и целосна инфраструктура за брзо полнење. Планираме исто така да им помогнеме на многу граѓани кои што имаат постари возила со Евро 0, Евро 1, Евро 2 и Евро 3, чии што возила многу повеќе загадуваат, а истовремено и многу повеќе трошат. Да им помогнеме со субвенција околу 300 евра, со кои што ќе можат да ги пренесат од бензин на плин. И на тој начин, прво, да заштедат многу за гориво, што на тие луѓе сигурно многу ќе им значи, и второ, да се намали загаденоста на воздухот од нивните возила кои што се со помали еколошки стандарди. Тоа е дел од нашата програма. Со тие работи ние се занимаваме додека Заев збори низ Македонија дека ќе им дал живот на граѓаните. Тој ќе им дал живот. Што не знае колку му е семејното богатство, му било меѓу 6-7 милиони евра му било. Како да е мала разликата меѓу 6 и 7. 1 милион евра. Го смета како сите вие што го сметате и сите ние 1 денар. 6-7 милиони ми е. Тука е некаде, кај да е. Драги пријатели, за децата без родители предвидуваме зголемување на помошта што ќе ја добиваат при излегување од дом за деца без родители. Кога дојдовме во владата, тие добиваа, кога требаше да го напуштат домот. Јас живеев таму во Капиштец, веднаш до домов, познав многу од нив и можам тоа да го кажам од прва рака.
Најтешкиот момент им беше кога полнат 18 години. Мора да го напуштат домот, немаат живеалиште, сите бегаат од нив, ги гледаат како опасност и им даваа само 18.000 денари, 300 евра. Луѓето спија по улица, по влезови, бездомници, кај некој другар ако начекаат пријател и така натаму. Многу од нив завршуваа лошо, тешки судбини, да бегаат сите од тебе, да немаш банка во джебот, да те гледаат како опасност. Тоа е многу тешко. Кога дојдовме во владата, ја сменивме политиката. Што направивме? Прво, кога излегуваат од дом, не 300 евра, туку добиваат 3000 евра. Сега со новата програма 4500 евра. Второ, воведовме програма Д10, која и во новата програма и во новите 4 години ќе продолжи. Секоја година вработуваме по 50 деца кои излегуваат сега или во минатото излегле од дом за деца без родители, ги вработуваме во јавниот сектор. До сега имаме неколку стотици вработени. Точно не сум ги бројал, можеби можеме да ги преброиме, можеби се 400 или 500 до сега вработени на тој начин. Зборам низ годините, 10 години, 11 наназад, плюс и во минатото како министар за финансии го правев тоа редовно. И она што е важно, добиваат и станови. Добија 100 стана во Ѓорче, добиваат и во други, и секоја зграда што се гради од државата преку ПУИК за социјално ранливи луѓе или пак комерцијални станови, 1% мора да биде за децата без родители. Драги пријатели, имаме уште многу проекти. Многу проекти кои што ќе го менуваат животот во Македонија. Го најавивме и веќе го спроведуваме проектот Купи куќа за млади. Единствена држава која што 80% од ратата за кредитот и каматата ги плаќа на младите луѓе во првите 8 години и 50% во наредните 3. Нема таков друг пример во светот. И знаете што, тоа веќе не е само ветување, тоа е реализација. Веќе стотина млади луѓе подпишаа договор и некои од нив и градат куќа или купуваат куќа, земале кредит, подпишале кредит со банка. Значи работата тргна. И добро е што ние многу пати некои од проектите не ги само ветуваме, туку ги почнуваме пред избори, за да знаат луѓето дека се на сигурно. Сега имаме уште еден проект, а тоа е Купи куќа за над 36. И за оние што се над 36, државата да им помогне. 65% во првите 7 години плаќање на рата и камата и уште 35% во наредните 3. И тоа ќе биде дел од наредните 4 години. Го започнавме и проектот за гасификација на Македонија. Се изгради цевководот, гасоводот од Куманово до Штип. Во моментот во тек на градба е од Штип до Неготино и до Кавадарци. А веќе се при крај склучувањата на договори за градба од Кавадарци, Неготино, Прилеп, Битола, од Скопје до Тетово и Гостивар. Следни наред во новата програма се од Гостивар до Кичево, од Битола до Охрид и до Струга, понатаму од Штип до преку Хамзали, Струмица, бидејќи Струмица нема газ, тие носат со цистерни, немаат гасовод, а тој со цистерни е многу поскап. И затоа домаќинствата во Струмица не користат газ. Користат училиштата, општината, бидејќи мораат за Заев да си оправда дека збори на секаде дека има гасово, односно дека донел газ. Потоа од Струмица до Гевгелија и од Гевгелија кон грчката граница, каде се спојуваме со нов цевковод, преку кој што ќе имаме нови извори на газ, да не сме зависни само од еден извор на газ. Тоа се дел од проекциите, но ги имаме многу кои што се значени и за Карпош. Многу се направија, вие го знаете тоа, салата Борис Трајковски, аквапаркот во неа и така натаму, болницата во Козле, 5 центарот, македонско село во Нерези, кое што е едно од најубавите места сега за разонода, но и за туристи. Локалниот пат од Козле до Нерези во должина од 5,5 километри и во вредност од 35 милиони денари. Се реконструира и улиците Прашка, Струшка, во населбата Тафталиче и редица на други работи кои што се изградија, се направија, 13 тениски игралишта, градската општа болница доби деломна реконструкција, Јан Амос Коменски се изгради откако го зафати пожар, спортски сали во Христијан Тодоровски Карпош и на други места, така што се направија многу работи, но во новата програма замислени се уште многу. Во новата програма овде во Карпош имаме предвидено градба на
нов објект на драмскиот театар. Едно од култните места во Скопје, па ја би рекол и во Македонија. Драмскиот театар е во привремени браки, во кој што кога врни дош, врни и внатре, па со кофи глумците на сцена ја одигруваат представата. Тоа го знам, бидејќи јас сум бил од него во еден период и тие заслужуваат нов, современ, модерен, цврст објект за наредните 100-150 години. Проектот е готов и наскоро некаде март, април, мај треба да започне градбата. Понатаму, во спортскиот центар Борис Трајковски ќе се гради нов објект. Гимнастичка сала, најмодерна, со публика, со можност за одржување меѓународни напревари. Тениски терени во затворен простор, затоа што Скопје тоа го нема. Сите се соотворен. И простор за боречки спортови. Понатаму, Борис Трајковски ќе добие и отворен базен. Значи, прво овој објект, а потоа отворен базен за возрастни во близина на аквапаркот, за да може родителите кога ќе ги остават децата во аквапаркот да отидат на базенот за возрастни. Да имаат и тие што да прават, не само да ги чекаат и да гледаат на саатот кога ќе помине времето. Се предвидува исто така да започне следната година градбата на жичарницата од болницата Козле до Средноводно. Значи, кај болницата Козле има и добар паркинг, ако треба и ќе се прошири, жичара до Средноводно, споена со жичарата која што оди до врвот на Водно, за што ќе се инвестираат 7.400.000 евра. Се планира, односно не се планира, веќе почна да се гради амфитеатарот од римскиот период во Скупи, кој што припаѓа на општина Карпуш, со 9.000 седишта, кој што ќе биде прво огромна туристичка атракција, второ место собиралиште на млади луѓе, каде што ќе има многу концерти, многу забава, многу народ, многу случувања и многу луѓе ќе им остане како едно добро сеќавање од младоста на многу луѓе. Амфитеатарот е место каде што исто така, како што реков, ќе бидат 9.000 места за споредба. Охридскиот амфитеатар има 3 до 3,5 места, зависно од големината на оние што се местат на местостолчиња за седење. Понатаму, ветуваме изградба на регионалниот пат од прв дел населено место Бардовци до магистралниот пат кон Приштина. Исто така ќе продолжиме и со градење и реконструкција на локални патишта во повеќе населени места во општина Карпуш, како и поштади, зелени површини, шеталишта, што директно од владата, што со префрлање на средства од програмата за рурален развој. Во Карпуш предвидени се и отварање на 3 нови детски градинки. Значи, најмалку 3 нови детски градинки ќе се отворат во Карпуш. Знам дека една ќе се отвори во Бардовци, исто така се планира една да се отвори во Средно Нерези и веројатно уште една до 2 други ќе бидат отворени за да се решат проблемите со сместувањето на децата и грижата за децата додека родителите се на работа. Продолжуваме и со реконструкција на градинките, а можам да најавам дека детската градинка Мајски цвет во населбата Таличе ќе биде од корен реновирана. Веќе го адаптиравме објектот на градинката Пролет во Козле со капацитет за 60 деца и наскоро по набавка на опремата ќе биде пуштена во употреба. Ветуваме исто така изградба на нов студентски дом во Карпуш, кој ќе биде во близина на спортскиот центар Борис Трајковски. Овој студентски дом ќе располага со капацитет помеѓу 300 и 500 легла. Точно колку ќе видиме зависно од потребите при изработка на проектот. И ќе биде најсовремено опремен за потребите на студентите. Инвестицијата ќе биде околу 6 милиони евра, а ќе заврши и целосната реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев, каде што веќе 2 блока се завршени, ќе се завршат уште 2. Продолжуваме исто така со комплетна реконструкција на градската општа болница 8 септември, како и реконструкција на незината и обнова на незината фасада. За сите градежни реконструкции, меѓу кои изградбата на бункер со акцелератор за третман на малигни болести, предвидуваме над 5 милиони евра. Дополнително предвидуваме и реновирање на повеќе мали амбуланти во општина Карпуш. Во соработка со Агенцијата за млади и спорт и со единиците практично и со општината,
Ветуваме изградба на 2 повеќе наменски игралишта и 5 баскет игралишта овде во Карпуш. Со проектот Рурални развојни зони ги офаќаме и местата Горно Нерези и Бардовци. Со овој проект за лица кои сакаат да отворат бизнис, во овие подрачја предвидуваме даночни и други ослободувања како финансиска помош. Сакам кратко само да кажам дека проектот Рурални развојни зони, колку што е важен за руралните места, исто толку е важен и за урбаните места, односно градовите. Затоа што ако се изградат фабрики во Горно Нерези, во Бардовци, или во Илинден, или во Зелениково, или во Петровец, Скопјани, луѓето од Карпуш, ќе одат таму на работа како што одат многумина и сега. Значи, проектот Рурални развојни зони ќе овозможи многу нови фабрики да се охрабат, нивните собственици да ги отворат и ќе привлече многу нови инвеститори кои ќе отворат нови работни места. Ќе изградиме и зафат на реката Лепенец, кај село Бардовци, со што ќе се изврши рехабилитација на главните канали и нивно чистење. Со ова ќе го ослободиме системот за наводнување во атарот на Бардовци и Ново село. Инвестиција вредна 15 милиони денари. Почитувани присутни, планираме уште многу други проекти. Но она што е најважно е дека на овие избори секој еден треба да знае дека има 2 алтернативи. Една која гради и создава, една која решава проблеми, и друга деструктивна која разградува, урива, создава немир, прави деструкции, ги разјадува луѓето меѓу себе, ги закрвува. И изборот е многу едноставен ако човек помисли што е подобро за него, кој подобро може да ја води државата, кој подобро ќе се справи со економските проблеми, кој повеќе ќе отвори работни места, ВМРО или СДСМ. Гледајќи ги ја историјата, гледајќи ги последните мандати на ВМРО и на СДСМ преходно, кој повеќе отвори работни места и кој повеќе може да отвори работни места. Прашајте се за тоа, па потоа одлучувајте за кого ќе гласате. Кој повеќе држи до дадениот збор? СДСМ или ВМРО ДПМН? Во чие време имало повеќе слобода и демократија? Во време на СДСМ или во време на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија? Во чие време се инвестирало повеќе во образованието? Во време на СДСМ или во време на ВМРО ДПМН? Во чие време повеќе добиле земјоделците? Во време на СДСМ или во време на ВМРО ДПМН? Во чие време растеле пензиите, платите, социјалната помош? Кога беа СДСМ или кога беше ВМРО ДПМН? Кој повеќе може да ги зголеми платите, пензиите, социјалната помош, субвенциите? ВМРО или СДСМ? Секој еден нека си се запраша пред да заокружи и пред да се одлучи. Ова не значи дека ние сме идеални, дека не сме направиле грешки и пропусти, дека некого не сме го наутиле и еднаш и 2 пати и повеќе пати. Но на крај, кога се бира, кога се избори, се гледа големата слика. Се гледат сите работи. Не се гледаат само поедини работи кои човека нешто го наутиле. Се гледат и сите добри работи, и сите слабости се разбира, и се носи оценка. И се прави споредба меѓу нас и нив. Тоа се алтернативите во Македонија. Кој подобро ќе ја представува Македонија? Заев или јас? Кој повеќе ќе издржи притисоци од надвор? Кога ќе дојдат крупни прашања на дневен ред? Заев или јас? Кој ќе го задржи повеќе достоинството? И со кого? И со кого после известен број на години или децении, кога ќе се завртиме наназад и ќе помислиме што сме направиле, ќе бидеме повеќе задоволни и помалку ќе се срамиме, со него или со мене. Всушност, колку и да изгледа комплицирано, одговорот е многу јасен. Овие избори прво се за тебе и за твоето семејство, и второ се за Македонија. За Македонија суверена, за Македонија унитарна, со сите етнички заедници во неа и со животот кој го имаме, за Македонија економски силна, напредна и европска. Македонија во НАТО и во Европската унија. Да живее Карпуш, да живее ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, да се живи и здрави.
Да живее Република Македонија. Ти знаеш што е